Сега се продолжуваме со нашите гости. Искра ги пречека. Имаме гости, полно ни е студиото. Ние веќе си направивме мови. Си завршивме емисијата ние веќе. Си ја завршивте, но сега за гледачите ќе ја започнете. Добро утро. Да, добро утро Искра и добро утро до Златко Митрески, основач на театарот Пи, така? И за девојчињата ќе се ги кажат имињата. Добро утро од мене, добре ни дојдовте. Добро утро. Јас ќе ми кажам ајде. Христина и Матеа ни се тука, да. Исто Кукли. така од театар Пи, но не се основачи со оглед на тоа што не знам дали биле родени тогаш кога се основал, но се активни членки. Добро утро до сите тројца, многу ви благодарам што ова утро дојдовте овде, иако некому било малку тешко да стане, а нема да кажеме кому, така нема да покажеме. Не знам на каде гледате таму. Некој, да. На камераманот. Иако дамите имаат предност, Златко, сепак ќе започнам со тебе, со оглед на тоа што си основач на театарот Пи. Ајде за почеток, каков театар е Пи? Театар Пи, целосното име на театар Пи е Центар за изведувачки уметности и едукација. Тоа значи, сега да го објаснам малку, изведувачки уметности нели се сите перформативни уметности кои што произлегуваат од изјава на сцена. Во главном се театар Пи е театар, но внатре се користат доста интердисциплинарни дејности кои што се произлегуваат од некои основи на театарот. Со тоа што како што тргнавме од самото основање, кој беше веќе пред 15 на години, тргнавме со идејата да работиме нели стрикно театар, затоа што јас сум актер по, така да кажам, по професија, тој го работам и во драмски. Тие се луѓе, така? Во драмски театар. И како што го основавме театар Пи, идејата ни беше да работиме на почетокот само со професионални актери, да правиме независна сцена на алтернативни простори во тој сегмент на независниот театар, поекспериментален, но подоцна го развивме во работа со деца, па во еден период како школа, каде што нели се почнуваше од основите на театарот и така натаму, за да се стигне до еден момент на целогодишни, како да кажам, програми и кампањи. И во еден период почнавме да вклучуваме и лица со интелектуална попреченост, затоа што тоа се деси сосем случајно, колку и да не е случајно според мене, но при едно запознавање со луѓето со кои што соработуваме веќе од ЦПЛ и П порака, тоа е Центар за згрижување на лица со интелектуална попреченост, дневен центар, кој што е за лица со интелектуална попреченост над 18 години, па до 40 и нешто. И ни беше љубопитно за почеток и немавме некоја као големата идеја за вклучување на лицата во уметноста, во театарот и така натаму. Не знаете како ќе испадне, предпоставувам. Па да, чисто ни беше интересно како експеримент. Ни беше интересно да видиме до кај може театарот да опфати, да даде можност на луѓе кои што се, па да речам, маргинализирани, затоа што имаме работено со речиси доста сегменти во таа област. И така тргна некако спонтано за да видиме дека всушност сите имаат некоја дали на површина или длабоко во себе имаат големи таленти кои што се скриени и со тек на време видовме дека всушност лицата со интелектуална попреченост имаат толку многу скриени таленти и толку многу што да дадат и толку многу потреба да се изразат јавно, да го кажат своето мислење, своите проблеми, своите радости, своите емоции, својот свет, што дури имало случаи кај што нивните родители самите не биле свесни као че ќе се мојово дете може да го направи ова, може да научи да свири Бетовен затоа што тука сега да вклучам дека подоцна почнавме да се развиваме во повеќе сегменти. Всушност се што содржи на театарска представа, нели има сценографија, има музика, пред се нели глума, има сите уметности ги собира со тоа што почнаме да правиме работилници едукативни за музички работилници со професионални музичари,
за од тука да се откријат некои од децава дека всушност се, да не речам, гениални за музика и многу брзо може да го направат тоа. И со голема љубов за фотографија, за многу работи. Златко, обележувате 15 години постоење ова година, што е за честитки апсолутно, но од друга страна, нели е малку погубно за сите нас што е ова се уште единствен инклузивен театар кај нас? Па со оглед на тоа што... Или поинаку да прашаме колкава е потребата да постојат вакви театри? Така. Па се разбира се, во нашиот случај за Скопје не сакам да кажам дека е доволно, но го има, тоа се случува кај нас во Театар Пи. А сега што правиме со другите градови? Да. И сега проблемот како цело за воопшто, не само за лицата со попреченост и маргинализирани некакви други групи, многу малку независни театри има во Македонија. Сега тоа што значи за едукацијата на театарската публика, за вклучувањето на некои нови современи форми на кои што ги има во светот, низ Европа со таа независна сцена, затоа што според мене таа треба да постои многу силно, затоа што е некаков тригер за експериментирање, некој нешто ново и нешто современо и нешто што иде подалеку и подалеку, поавангардно, ајде така да се изразам, воопшто за театарската сцена. Тоа многу малку го има, па камоли театри кои што се занимаваат со специфични групи. Така да има потреба, дефинитивно. Ајде сега малку со девојките, што ни го разубавија студиото, Кристина и Мате. Ајде прво да почнеме од таму, зошто вие се одлучивте да станете член, дел од оваа трупа, може така да наречам? Може, ние сме трупа. Нели? Да. Како слушнавте за прв пат, да речеме? Имаше оглас за театарот во нашите основни училишта, бидејќи тогаш бевме се уште основна. И нашите наставници бира одредени ученици од класот, кои што ќе може да учествуваат во таа трупа, нели. Јас уште како мала многу сакав филмови, јас сакав глумата и се пријавив да одам. И едноставно беше за мене едно изразување на моите емоции. Така што од кога сум таму, некако да кажам чувствувам некоја леснотија во себе си. За мене тоа е начин на изразување на моите лични емоции преку туги лик. Верувам дека тоа би било исто така од помош и за другите деца. Јас лично сум таму и останав поради тоа што ова не е само да кажам едно креирање на представи или глумење, туку едноставно чувствувам некоја хармонија, некоја љубов, едно семејство, кое што многу ме поттикнува и понатака да успевам во животот. Нашите режисери беа секогаш тука и за совет, и за приватно, нели, тоа што ни е потребно. Како што се вклучени и децата со интелектуална попреченост, во кој што гледаме само невиност, љубов и среќа. Едноставно ни се подкрепа да научиме како треба еден човек да се однесува во секојдневниот живот и колку само тие луѓе се едноставно невини и колку имаат само добрина во себе си. И ето да кажам, таа љубов која што ја придонесуваат и моите режисери и целата атмосфера таму ме држи да сакам глумата, да го сакам тоа што го правам. Матеја, тебе како те привлече во театар и зошто те задржа толку време? Well, for me, it's pretty much the same as her, but sometimes a little different. You see, I was basically in school and they were calling for whoever wants to join the theater. And one of my classmates, Sandra, decided to came to me and ask, "Hey, do you want to join in?" And I was like, "Sure." So Значи, исто преку училиште. Јас самата, извинувам, така е кај нас законот што јас морам да подпреведам. Но да ми објасниме на гледачите дека на Матеја полесно е да си се изразува на англиски, така? Па, да. Да, иако си зборуваш и македонски, не разбираш се, Матеја си македонка, родена е тука, незините родители се македонци и сето тоа, и кога зборува на македонски има малку потешкоти, но кога зборува на англиски, не знам како Шекспир може... Од каде го извлече овој англискиот, Матеја, браво. Профи. Да. И убаво ти таму, во театарот Пи, така предпоставувам. Yes, very much.
because at first I did not really know if I have any other talents. Well, the one thing that I have is basically drawing, but that's pretty much a side hobby for now. But when I joined the theater, I don't know how, but something in me was like, yep, time to do this. And I actually enjoyed it pretty much. Значи, првично си имала талент, си цртала, така, но тоа Да, ти било имам. како хоби, настрана, така? Да. А сега исто и двете сте актерки, така? Да. Кои улоги досега ги имате играно? Или која би била најомилена досега? Па, предходно, извини. Firstly, we did called Не се плашите, дали е така? Нищо не е страшно. Не се, да, Нищо нищо не не е е страшно. страшно. И е толкова интересно, но беше моето милено. Што игравте тамо? Ништо не е страшно, беше една, да кажам, тешка представа за нас, Аха. бидејќи сите ние проекти кои ги правиме, ние ги изработуваме, се едноставно проекти за повозрастни луѓе. Да кажам, возрастни деца во улога на возрастни. Во првата представа, всушност во која што јас глумев, а има тя исто така, се зборува за смртта, за животот и смртта, и всушност тука има една споредба дека луѓето всушност, сите луѓе сме исти, вклучени се нели и луѓето со интелектуална попреченост, дека сите луѓе сме исти, дека сите завршуваме на едно исто место. Мене лично, да, и не треба да се прави нели споредба тука на живиот свет. Мене лично повеќе се пронајдов во улогата на Хелија, која што беше во најновата представа, Ние луѓето. И едноставно тоа ми беше едно пронаоѓање во таа улога. Не дека не се пронајдов и во прошлата, меѓутоа периодот кој што го имав ми беше сосема комплетиран со таа улога која што ја имав овој пат, улогата на Хелија. Супер, јас само да прашам, јасно ни е дека станува збор за еден несекојдневен театар, околу концептот малку за да го сватиме, барем ние. Работите проекти секоја година, така? Да, да. И се комплетираат на крајот од годината со завршна представа или како? Да, значи, прво, некој метод, принцип на работа на театар е тоа што темите на кои што тргнуваме да работиме ги земаме од заеднички разговори, различни вежби и така натаму, се раѓа некоја тема која што сите не засега, која што кажа за ништо не е страшно. Тоа што ни се роди околу короната, беше темата смртта. И од тука тргнавме затоа што театар Пи како цело прави авторски представи. Тоа значи дека ние ги создаваме, па потоа вметнуваме и други некои дела, правиме колажи и така натаму. Околу една тема се врти сето тоа. И во целиот процес на работа паралелно се работи на музика врзана со таа тема, на театарската представа, драматургијата врзана со таа тема, фотографски изложби најчесто или со цртање пак врзани на таа тема, за подоцна во театарската представа се вклопат сите тие теми. Обично почнуваме нели почетокот на годината со отварање на темата и вклучување на нови луѓе, на тие што се нели да речем постарите во театар Пи. И тоа што кажа Христина ни е некако во основата на театар Пи, затоа што тие представи што ги работиме се со, да кажам сега, сериозни теми, но теми кои што се навистина за возрастни, дури некои од представите се за над 14, 15, 16 години, за да може за да ги примат и за да ги сватат представите. Сакам да ве прашам колку членови бројте, но сватив дека тоа е апсолутно банално прашање. Во едно интервју многу ми се допадна Златко што го рече дека успехот на театар Пи не е во бројките, туку во животите што ги менува. Да. Колку ги менува животите? Не знам. И како? Како да речеме? Еве сега ние што сме всушност таму, си знаеме или како тоа делува врз нас. Како што кажете, Сте имале предрасуди можеби порано кон они кои што сете поинакви да речеме, па сега веќе сте ги Јас лично не, никогаш. Дури кога чув дека има проекти нели со лица со интелектуална попреченост, ми беше уште помило да бидам дел од тоа. Има луѓе што имаат предрасуди и е многу тажно
и да кажем злобна, како што кажав ние луѓето во секојдневие сме многу злобни. И мислам дека секој би требал едноставно да, ако не може веќе да биде дел од театар Пит, бар да види што ние правиме, за да може би да почувствува поразлично, поинако чувство за тие мисли кои ги има нели кон лицето со интелектуална попреченост. Мата, тебе ти се промени животот откако влезе во овој театар? Well, it made things more exciting. Like I was in a dark box, which it is not very nice, and I was not able to open it. But when I joined in, I was like, I pushed the wall and saw like a new color, Одлично. Да. like new stuff. Значи, Мате се чувствува претходно како да била во црна кутија, но откако влегла во театарот го срушила зидот и одеднаш видела други бои. Ете Да, така да како речеме. нешто дека не можам да видам нешто ново за мене, ама кога бев во театар, сега можам да видам се. Одлично. Да. Што се вели прогледала така некако, да. Да, па театарот си е, да се надобрзам на Матеја само за има една моќна алатка за тоа што низ различни вежби и методи и така натаму. Прво сето тоа што е колективна работа, заедно сите сме на сцена и Тимски. нема како да не се најде начин во целиот тој процес да се канализираат сите некои основни барикади, проблеми што ги има, не зборно само за лицата со попреченост воопшто. Сето тоа прифаќа и нема како да не те извади од некои, затоа што од некои темни места, кога што кажеме теа dark box, и да најдеш начин таа емоција, тие барикади да ги канализираш и да ги споделиш со другите. Иначе нема смисла. И јас мислам дека уште многу можеме да разговараме на оваа тема, но ќе оставиме за друг пат, повторно да дојдете. Би завршила со тоа што е она најактуелно последно на кое што работите или со што ќе ја завршите оваа година. Па така, оваа година, тоест последниве 2 години, ни беа доста концентрирани врху еден проект Ние луѓето, кој што според мене до сега беше најкомплексен и опфаќаше така едно поквалитетно широко поле на работа. Во еден момент имаше доста сериозен концерт со доста сериозни музичари, професионалци заедно со лицата со попреченост со кои што работиме од порака и лицата со типичен и атипичен развој од школите основни и средни од Скопје, од Ѓорче конкретно. Имаше изложба која што беше во Ѓорче, потоа отиде во Мала Станица, во Национална галерија на таа тема и всушност Ние луѓето родено беше од Ние врапчињата, еден роман на Јордан Радичков кој што е бугарски автор, кој што е, за да се доближи така до публиката, е слично на Малиот принц, кој што потоа развивме во една тема која што е многу актуелна во моментов за војната. Кај што сега да не тргнам да раскажам представата, ќе играме во иднина, ги повикувам гледачите да ја погледнат. Одлично, и тоа можеме да кажеме кога, каде? Па, во моментов немаме конкретен термин, крајот на јануари, почетокот на февруари веројатно. И за локација исто така ќе видиме, затоа што театар Пи како цело сега во овој последниот период е во Центарот за култура во Ѓорче Петров, за кој што им благодарам што ни го даваат на користење од време на време, но некоја од главните цели од тука натаму, па и последниот период на театар Пи е да најдеме локација која што би ни била, па да речам, постојана и со сите капацитети и можности за да може да се реализира. И за вас полесно и публиката подобро да си знае. Имаме потреба, и Скопје има потреба од едно такво место отворено за таков театар како театар Пи па и други. Многу ви благодарам. На сите тројца, Христина, Матеја, Златко, многу ви благодарам и посакувам многу успех и кога и да сакате, отворени се нашиве врати за вас. Ете, можеме јануари, февруари, кој ќе биде се спремно да најавиме. Ви благодарам многу. И јас ќе кажам секоја чест за вас и ќе ви посакам среќна нова година и многу успеси во истата. Да сте живи и здрави. Исто и на вас. Благодарам.